Во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос ќе отпочнеме и таа богослужба и нека да го прославиме Неговото име сите заедно со песната број 164. Каква пријатна музика и песна величествена, што од Сионската гора ни допира до срцата. Слава, слава пееме, а горе пеат ангели, Осана, Осана, Осана на Спасителот. 164. Каква пријатна музика и песна величествена, што од Сионската гора ни допира до срцата. Слава, слава пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. Слава, слава пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. Одекнува вселената, Осана на всемогенца. За грешните е Спасител и над се тој е Господар. Слава, слава пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. Слава, слава пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. За Исус химни се пеат и цел свет го прославува. За сите тој се жртвува, спасение ни дарува. Слава, слава,
Спасителот. Слава, слава, пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. Најбоже си те во овој свет, да те побарат за свој спас. И радосно да воскликнат Осана заедно со нас. Слава, слава, пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана, Осана на Спасителот. Слава, слава, пееме, а горе пеат ангели. Осана, Осана на Спасителот. По продолжение ќе прочитам Псалм 31. Псалм 31 вели вака: Кај Тебе, Господи, се засолнувам, за да не се посрамам никогаш. Според праведноста своја спаси ме. Приклони го увото Твое кон мене, побрзај да ме избавиш. Биди ми Бог заштитник и прибежиште, за да се спасам. Зашто Ти си карпа моја и крепост моја, заради името Твое поведи ме и управувај со мене. Изведи ме од оваа стапица, која потајно ми ја поставија, зашто Ти си мој заштитник. Во Твоите раце го предавам духот свој. Ти си ме откупил, Господи Боже, на вистината. Не Ти се мили оние што почитуваат ништожни идоли, но јас имам верба во Господ. Ке се радувам и ке се веселам и поради Твојата милост, зашто Ти погледна на маката моја и ја спаси од патила душата моја. И не ме предаде во раците на непријателите мои. Нозете мои ме ги постави на чистина. Смилувај се кон мене, Господи, зашто сум потиштен од скрб, ми се исушија од тага окото мое, душата моја и утробата моја. Го минувам во жал животот мој и годините мои со воздишки, изнеможе силата моја и коските мои се свиткаа. Пред сите непријатели мои станав за прекор, дури и пред соседите мои, а и плашило запознатите мои. Оние што ќе ме видат на улица, бегаат од мене. Заборавен како мртовец сум во срцата на луѓето, станав како скршен сад.
бидејќи чув дека мнозина околу мене погубно шепотат, и кога ќе се соберат заедно се договараат и душата моја да ми ја одземат. Јас пак имам верба во Тебе, Господи, и велам, Ти си мој Бог. Дните мои се во Твоите раце. Избави ме од рацете на непријателите мои и од гонителите мои. Нека засветли лицето Твое над слугата Твој, спаси ме поради Твојата милост. Господи, не допуштај да се посрамам поради тоа што кон Тебе повикав. Нечестивите нека се посрамат и нека замолкнат во светот на мртвите. Да онемеат лажливите усти што говорат лошо против праведниот со горделивост и презир. Колку е голема добрината Твоја, Господи, што си ја запазил за оние кои имаат страхопочит кон Тебе и што си ја приготвил за оние кои имаат верба во Тебе пред очите на синовите човечки. Ке ги сокриеш под покривот на лицето свое од човечките завери, ке ги заклониш од нападите на јазиците противнички. Нека е благословен Господ, зашто ја прояви кон мене својата чудесна милост, кога бев обиколен како град под обсада. Во малодушноста своја си реков, отфрлен сум од очите Твои, но Ти го слушна гласот на молитвата моја, кога повикав кон Тебе. Љубете го Господа сите свети и Негови, зашто Господ ги чува верните своји, а им отплатува на оние кои гордо постапуваат. Бидете силни и нека крепне срцето ваше, сите вие што имате верба во Господ. Некој продолжение да испееме и песната број 37. Сега во Христово име тука сме соберени, Словото му драгоцено, радосно да слушаме. Помеѓу нас биди Ти, о Господи. 37 број. Сега во Христово име тука сме соберени, Словото му драгоцено, радосно да слушаме. Помеѓу нас биди Ти, о Господи. Помеѓу нас биди Ти, о Господи. Уште додека сме живи, ните да Ти дадеме, и со покорност кон Тебе крстот свој да носиме, додека пристигнеме во Твојот дом, додека пристигнеме во Твојот дом. На небесен
пазик таму, ние ќе ти пееме, ќе ти служиме од срце, заедно со ангели. Таму ќе сме слободни пресрекни. Таму ќе сме слободни пресрекни. Сега ќе ве замолам да се справите за молитва. И во ова прекрасно ново неделно утро, Господи Боже наш, доаѓаме овде во домот Твој, место кое што си го одредил да се собираме заедно, да те прославуваме заедно, да ти се молиме, благодарејќи ти и смирувајќи и срцата наши пред Тебе. Навистина, пресрекни ќе бидеме во оној славен ден, кога ќе се сретнеме со Тебе лице во лице, во небесното царство, во местото кое што Ти си го приготвил за сите оние кои Те љубат и Те веруваат. И Ти благодариме за тоа што си ни дал една таква жива надеж во Тебе, за секој ден да можеме да го чекориме со вера во Тебе, надевајќи се на Твоето водство, на Твојата помош, на Твоите благослови. Ти благодариме за Твојата верност, о Боже небесен, и за изминатата седмица, за разните искуства кои можевме да ги имаме во неја, за разните средби и разговори, во кои можевме да послужиме за благослов на другите околу нас, или пак да го примаме благословот Твој преку нив. Ти благодариме за добрината Твоја, која дозволуваше да ја доживуваме на најразлични начини. И сега што смееме да бидеме овде соберени во името Твое, околу Словото Твое, Те молиме, о Боже небесен, Ти зборувај одново до срцата наши, до мислите наши, бидејќи Ти најдобро знаеш што се случува во нашиот живот, во нашето секојдневие и внатре во нас самите. Секоја потреба ја изнесуваме пред Тебе, телесна, духовна, материјална, се што Господе го измачува срцето наше, изнесуваме пред Тебе и Те молиме, погледни милостиво. Испрати ја помошта таму каде што е потребна, во правото време, и секој ден да може да воскликнува и да Те прославува, радувајќи се заради спасението и помошта од Тебе. Но не само за нас овде Те молим и ово утро да не благословиш и да зборуваш до секој ден од нас, туку и на секаде каде што ово утро се собираат во името Твое, во помал или во поголем број, и во нашата останата заедница, и пошироко, и во сите други заедници, каде што луѓето се собираат околу Словото Твое. Двајца или тројца, или во поголем број Ти биди и таму помеѓу нив. Но Те молиме, о Боже, не одминувај ги оние кои не се помеѓу нас, а сакаат да бидат тука. Дали се болни, изнемоштени или стари, или некаде на пат. Посети ги таму каде што се, и нека нивниот дух и нивото срце бидат подкрепени, но и телото да ја прими силата и помошта која има потребно. Ти знаеш точно кој во каква ситуација се наоѓа, затоа секој ден од нас го донесуваме пред Тебе. Боже небесен, Те молиме за земјата во која живееме и за власта која си допуштал да имаме како таква, Ти да управуваш и со неја и преку неја, и дај навистина, о Господе, уште многу срца да се освестат и да се свртат кон Тебе, да го барат Твоето водство, мудрост од Тебе и благослов од Твој. За секој ден каде што си го поставил, да може да служи за благослов и на другите околу него. На Тебе се оставаме, на Тебе Ти се молиме и на Тебе се препуштаме. Заради името на нашиот Спасител, а Твојот возлюбен Син Исус Христос, Те молиме послушени и сега. Амин. Нека во продолжение за слава на Бога да испееме и песната број 58. Бескрајна светлост свети знам во Словото Твое.
Од него мудрост даруваш, единствена за нас, единствена за нас. Безкрајна светлост свети знам во словото Твое. Од него мудрост даруваш, единствена за нас. Заслуживме најтешка смрт, ни даде живот нов. Со плочи вкусен посладок, од мед и меден сок. Од мед и меден сок. Во словото Спасителот ни се објавува. Со глас небесен зборува, небесна вистина, небесна вистина. Со Твоите свети зборови управувај не Ти. Помогни ни во словото, Тебе да видиме, Тебе да видиме. Божествен наш Учителе, остани Ти во нас. Ти дај ни во секој час од Твојата благодат, од Твојата благодат. Понатаму ќе прочитам и од првото послание на апостол Петар, 2 глава, од 1 до 10 стих. Првото послание на апостол Петар, 2 глава, 1 до 10 стих вели вака. Отфрлете пак од себе си секаква пакост и секаква измама и лицемерство и завист и секакво клеветење. Како новородени деца, бидете желни за вистинско и духовно млеко, да во него да пораснете за спасение. Бидејќи вкусивте дека Господ е добар, пристапете кон него, живиот камен, од луѓето отфрлен,
но од Бога избран драгоцен. Вие кои како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви, кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Зашто во писмото стои напишано: Еве, на Сион поставувам камен темелник, одбран и скапоцен, и кој верува во него, нема да се посрами. Вам пак кои верувате, тој ви е чест, а за неверниците, каменот што го отфрлиат зидарите, стана камен темелник. Камен од кој тие се сопнуваат и камен на кој паѓаат, зашто не му се покоруваат на словото, затоа се тие и определени. Но вие сте избран род, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвестите совршенствата на оној кој ве повикал од темнина во својата чудесна светлина. Вие кои некогаш не бевте народ, а сега сте народ Божи, кои не бевте помилувани, а сега сте помилувани. Драги браќи, драги сестри, драги присутни, главната тема која што сакам да не води за овој час додека размислуваме Словото Божие гласи: од мртви камења до царско свештенство. Од мртви камења до царско свештенство. Размислете за миг, што е помртво и побескорисно од обичен камен што лежи во пршината на патот. Тој нема живот во себе. Нема цел, секој може да го шутне или да го згазне или да го премести некаде на друго место. Мртов камен. Бескорисен камен. Тоа бевме ние во духовна смисла пред Христос. Бевме мртви во нашите греови и како што вели апостол Павле, уште додека бевме грешни, Исус Христос дојде. Бевме без надеж и без идентитет. Но денес ќе видиме како големиот архитект Исус Христос прави чудо. Тој ги зема тие мртви камења, вдахнува живот во нив, ги обликува и ги прави дел од својата палата. Не претвора во царско свештенство. Ако Бог направил такво чудо за тебе, заре можеш да останеш ладен и пасивен? Од мртов камен до царско свештенство. Апостол Петар го пишува ова послание до првите христијани кои се соочувале со разни прогонства, со социјална изолација, за да ги охрабри и да им покаже кои се тие во Христос. Овој пасус кој што го прочитав пред малку може да се подели на 3 главни дела. Првиот од првиот до 3 стих, во кој го гледаме и во кој сме повикани кон стремеж, кон духовен раст.
Стремеш кон духовен раст. И така вели апостолот, отфрлете ја секоја пакост и секоја лукавство и лицемерие и завист и секое клеветење, па како новородени младенци копнеете по чистото и вистинско духовно млеко, за да пораснете преку него за спасение, бидејќи вкусивте дека Господ е благ. Повик кон што? Отфрлете ја. Апостол Петар започнува со заповед за сооблекување, со други зборови, на старите грешни навики. Овие 5 гревови, пакост, лукавство, лицемерие, завист, клевета, го уништуваат заедништвото во црквата. А и не секаде на друго место. Таму каде што се собираат двајца или тројца, пријатели, другари, и сакаат да имаат неко општење меѓу себе, доколку овие нешта се присутни меѓу нив, таму нема да има вистинско заедништво, кое што ќе може да расте и да се развива во доверба и меѓусебна поддршка. Запамтите многу добро. Тие нешта го уништуваат заедништвото и во црквата. И насекаде на друго место. Растот не е можен ако не се отстрани старото однесување. И тоа не е само еден повик за денес. Тој повик важи за секој еден кој се обратил кон Христос целиот живот додека е на оваа земја. Да се преиспитува и се што наоѓа нечисто во себе или се прилепува кон него, да го отстранува. Што побрзо да се ослободи или да не му дава пристап на тоа нешто кое е зло во неговиот живот. Вели како новородени бебиња. Ова не значи дека тие се духовни бебиња во негативна смисла. Таквите луѓе, христијаните или првите христијани, туку го опишува нивниот апетит. Како што бебето плаче и копнее само за мајчиното млеко, така христијанинот треба да биде незапирлив во барањето на Божјото Слово. Тоа духовно млеко, за да се храни преку него и да се зацврстува се повеќе и повеќе. Вкусивте дека Господ е благ, вели. Тоа е цитат од Псалмот 34. Личното искуство и Божјата благодат е најголемиот мотив за понатамошен духовен раст. Нека да земеме еден пример пред нас на еден врвен спортист кој се спрема за олимписки надпревар. За да освои златен медал, тој со години отфрла се што му пречи. Одбива брза храна, одбива излегување до доцна, се буди рано наутро, додека сите спијат и ги принудуваат своите мускули на болка, на терет, на оптоварување, за неговото тело што може повеќе да се навикне, да биде оспособено за напорот во оној славен ден кога ќе дојде.
кога ќе биде изложено на тој огромен напор. Да може телото сето тоа да го поднесе, но не само тоа, туку и да постигне одлични резултати. Таквиот спортист пред себе ја има постојано наградата од тој надпревар. Тој е радикално фокусиран на она што стои пред него. Дали за неколку месеци или за некоја година. Тој се напрега со сите своји сили. Ако луѓето вложуваат толков труд за медал кој еден ден ќе фати прашина во некоја ветрина, колку повеќе ние треба да бидеме ревностни за вечното царство. Отфрлањето на гревот, лицемерие, завист, клевети, за која зборува апостол Петар, не е само дисциплина, туку тоа е тренинг за вечност, која почнуваме уште овде долу на земјата. Затоа твојот фокус кон Исус треба да ја надмине посветеноста на секој светски атлетичар и спортист. Кога тој се труди за нешто земно и материјално, колку повеќе би требало ние, кога се трудиме и имаме пред нашите очи нешто нераспадливо и вечно. Понатаму да ја земеме метафората за гладното бебе. Како новородени бебења копнејте по чистото духовно млеко. Замислете си едно новородено бебе кое огладнало во 3 часот по полноќ. Тоа бебе не го интересира дали родителите се уморни, дали надвор врне, или каква е економската криза во светот. Тоа плаче со сиот свој глас, со секој атом од своето тело, барајќи само едно нешто – млеко. Ја бара својата храна. Тоа не можеш да го смириш со некоја играчка, со телевизор, или да му даваш пари. Му треба само мајчиното млеко, за да преживее. И да продолжи да се развива и да расте. Апостол Петар вели дека нашата ревност за Исус и Неговото Слово треба да биде токму таква. Дали го бараш Бог со таква очајна глад? Светот ни нуди играчки, пари, кариера, забава, но ништо од тоа не може да ја нахрани нашата душа. Таа пак ќе остане празна и гладна. Вистинската одлучност почнува кога ќе сватиме: Господе, без Тебе јас умирам. Понатаму, вториот дел од 4 до 8 стих зборува за живите камења и живиот камен. Приближувајќи се кон него, кон живиот камен, кој од луѓето беше отфрлен, но од Бога е избран и скапоцен, и вие самите како живи камења созидувајте се во духовен дом, свето свештенство,
за да принесувате духовни жртви, пријатни на Бога преку Исуса Христа. Живиот камен. Зарем ова не е парадокс? Камењата се мртви. Но Исус е живиот камен, затоа што тој воскресна, не остана мртов во гробот. Тој е темелот, веле апостолот. Тој е аголниот камен. Иако светот го отфрли преку распнувањето, Бог го прослави. Затоа што е жив. Живи камења. Христијаните го симаат карактерот на својот аголен камен. Камен темелникот. Ние не сме изолирани, туку сме созидани, вели, заедно во духовен дом. Која е црквата? Каде што живее Светиот Дух. Свето свештенство. Знаеме дека од Стариот Завет дека само одредено племе можеше да бидат свештеници. Во Новиот Завет сите верници имаат директен пристап до Бога преку Исус Христос. Нашите духовни жртви не се животни, како што беа принесувани во Стариот Завет, туку нашиот живот, славање, молитви и добри дела. Тоа се нашите жртви кои ги принесуваме пред Бога. Нашите дела, нашето размислување и нашето зборување. Како што вели апостол Павле во посланието до Римјаните, тамо 12 глава, подајте ги телата ваши за жртва жива, света и благоугодна на Бога. Жртвувајте ги телата со тоа што ќе ги дисциплинирате како да живеат и како да се однесуваат. Телесното да го зауздаме и да го дисциплинираме она што е во нас, за да му принесеме на тој начин духовна жртва на Бога. И вие самите бидете како живи камења, созидувајте се. Во античко време, кога се граделе големите антички храмови, каменорезците оделе во каменоломот. Тамо наоѓале груби, калливи камења и на прв поглед тие камења изгледале бескорисни, мртви. Но мајсторот имал план. Почнувал да удира со длетото по него, секој удар со чеканот отстранувал парче од вишокот камен. Тоа било болен и груб процес, ќе кажеме. Но на крајот тој груб камен станувал совршено мазен, подготвен да се вклопи до камен темелникот. Многумина од нас се чувствуваат можеби скршено, грубо или неважни. Но кога ќе му се предаде животот на Христос, тие удари на животот кои ги дозволува Бог, искушенијата или страдањата, не треба да бидат тука за да те уништат или за да не уништат, туку преку нив работи длетото во Божјата рака на големиот мајстор. Тој те обликува за да те вклопи во неговиот духовен дом.
И затоа биде одлучен да станеш под неговото длето и да останеш, бидејќи тој прави ремек дело од секој оној кој ќе му го допушти тоа, кој ќе дојде кај него. Велиме дека Господ ги прима сите онакви какви што се. И во тоа нема никакво сомневање. Но тој не сака да ги остави онакви какви што се. Во тоа има една огромна разлика. Не прима какви што сме, но сака да не обликува според својата волја онакви какви што треба да бидеме. Според неговата волја, според неговата замисла, за да служиме за негова прослава, да се радуваме во животот и да бидеме благослов и за другите околу нас. Да бидеме вистински пример. Може би столб и за другите околу нас. Клучниот камен за сопнување таму вели од 6 до 8 стих. Апостол Петар цитира 3 старозаветни пророштва од книгата на Исаја 2 и еден од псалмите, за да покаже дека Исус има двојна улога. Прво за верниците, тој е аголен камен, сигурен, скапоцен темел на кој нема да се засрамиме. Што е тоа? Во античкото градежништво повторно, тоа бил првиот, најголемиот и најважниот камен кој се поставувал од темелот на зградата под објектот, обично на самиот агол кој поврзува две страни. Која била неговата функција? Од него се одредувале линиите, аглите и правецот на целиот преостанат дел од градбата. Ако тој камен бил поставен погрешно или бил крив, тој аголен камен, целата зграда ќе излезела крива и нестабилна. Кога апостол Петар вели дека Исус е аголниот камен, тој сака да каже дека Исус е темелот на кој почива целата црква и целиот живот на верникот. Тој ги поврзува и ги држи заедно сите живи камења. Верниците, неговите следбеници, во една стабилна, цврста градба, неговата црква. Второто нешто за неверниците, вели, тој е камен на сопнување и карпа на соблазна. Како што вели апостол Павле, словото за крстот е безумство за оние што гинат, но за нас кои веруваме е сила Божја. Луѓето кои не му веруваат на словото Божјо, се сопнуваат од Исус затоа што неговиот пат бара понизност и покаяние. А тие се сопнуваат и паѓаат. Ако Исус е нашиот аголен камен, тогаш и нашиот живот мора да се поравни според Него. Не според некој друго мерило, туку според Него. Кој е твојот следен чекор на одлучност денес? Новиот идентитет на Божиот народ од стиховите од 9 до 10. Вие сте избран род, царско свештенство.
Ова е еден од најмоќните пасоси во Библијата кој ги зема титулите на Израел од Стариот Завет и ги применува на црквата. И за евреите, и за неевреите кои поверувале во Исус. Вие кои некогаш не бевте народ, вели, а сега сте народ Божи. Која е целта на овој идентитет? За да ги објавите совршенствата на оној кој ве повика. Нашата цел не е само да уживаме во спасението, туку со својот живот и зборови да му донесеме слава на Бога, сведочејќи како не извади од духовна темнина во неговата чудесна и прекрасна светлина. Становте Божи народ. Идентитетот ја одредува практиката во нашиот живот. Ако се идентификуваме како крадци, тогаш и праксата во нашиот живот што ќе биде? И што е? Ништо друго, освен да крадеме. Ако се идентификуваме како недостојни, лажливци, измамници, така, значи и постапуваме. Пред апостол Петар да им каже на верните, на првите христијани, како да живеат во светот, тој им кажува кои се тие. Кога знаеш дека си дел од царско свештенство, живееш со поинакво достоинство и светост. Тоа е едното нешто. Второто нешто, ние не сме соло христијани. Ние сме живи камења соодзидани заедно. Затоа и неопходно заедништвото. Потребни сме си едни на други за да ја рефлектираме Божјата слава. И последното нешто, мисијата. Црквата е тука за да го објави Бог на светот кој се уште талка во темнина. Ние кои сме биле мртви камења, Бог не оживела преку Христос. Дали си почнал да се враќаш повторно на мртвилото, предходно кое си го имал и во кое си бил, или пак ќе продолжиш да живееш еден свет живот, поврзан постојано со камен темелникот, изградувајќи се на цврста основа и дозволувајќи целиот твој живот да биде на живо сведоштво за обовината на заедништвото со Господ Исуса Христа. Уште додека сме тука на земјата, а и подоцна и во небото. Од мртви камења до царско свештенство. Имај го тоа во умот и секој ден однесувај се како таков. Божи, царски свештеник. Негов слуга или уште повеќе негов син и негова ќерка. Преку Исус Христос тој нека биде прославен во животот на секој ден од нас. Сега и во сите векови. Амин. Сега ќе замолам да се исправате за молитва. Да, Господ Исусе, секој ден од нас беше мртов во овој свет, мртов заради гревовите своји, но Ти дојди и не пронајди испружувајќи не својата рака за да не извлечеш од јамата на гревот. Ти благодараме за тоа што Ти внесе светлини во нашиот живот. Но во исто време и Те молиме, одржувај не на тој пат, помагај ни за да Те следиме постојано, да бидеме будни, да го слушаме гласот Твој,
дозволувајќи нашиот живот да биде променет со помошта и водството на Светиот Дух. Те молиме дај, о Господу, што многу срца да се освестат, па и тие да дозволат кои се околу нас, да бидат осветлени и просветлени од Тебе, Исусе. Те молиме за Твојот благослов, за Твоето действување и за Твоето водство. И понатаму и кога ќе излеземе од овде, од домот Твој. Нека биде прославено ни секој наш чекор, нашите мисли и нашите зборови, Твоето свето и славно име. Амин. Нека во продолжение да испееме песната број 367. Гневни зборови да нема, ниту глас со лутина, братска љубов да ве полни, од вас зло да очисти. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова е заповед Исусова. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова го бара Бог од нас. 367 број. Гневни зборови да нема, ниту глас со лутина, братска љубов да ве полни, од вас зло да очисти. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова е заповед Исусова. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова го бара Бог од вас. Љубовта е многу скапа, создава пријателства, има вредност и за вечност. На небо ке царува. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова е заповед Исусова. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова го бара Бог од вас. Зборови со злоба полни, макар и малобројни, можа другарството срушат, пакости да донесат. Љубовта помеѓу вас да биде секој час. Ова
Нека сега да изслушнеме деца ако имат припремено нешто. А заповеда негова е таа, да веруваме во името на неговиот Син Исус Христос и да љубиме еден со друг. 1 Јован 3:23. Благодаря, браво. Што се однесе до информациите, во среда е молитвен час во 19 часот. Овде надвор во ходникот имате веќе ново издание на проповедите од Џон Весли, 12 и 13. Да не се бунат некои, сите изгледаат исто, само тука долу тоа е разликата. Пишува која проповед е наред. 12 и 13 може да се послужите, ако има малку, ќе донесе можете. Тук сме и при самиот крај на оваа богослужба. Може да се исправите, да испееме заедно песната број 401 за крај и ќе завршиме со благословот. 401 број и ќе завршиме со благословот. Други да им правам јас, што сакам јас од нив. На мене да ми направат во секој час и миг. Златно правило од грех, што ме штити. На други ке им правам јас, што сакам јас од нив. Благодата нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бог Отецот нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.